Веројатно се уште ќе ги бараме одговорите на прашањето што е лидер. Дали се раѓа или се станува. Има една мудра мисла од Џон Максвел која што вели: само оној што создава лидери е совршен лидер без ограничувања. Дали може да создадеме лидер? На ова прашање ќе побараме одговор од нашиот денешен гостин Кристијан Трајковски, раководител на програма во Центарот за истражување и креирање политики. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ме најдов. На почетокот едноставното прашање: како се станува лидер? Тоа колку и да звучи едноставно, можеби не е толку едноставно да се одговори, бидејќи постојат различни дефиниции за тоа што е лидер. И во воведната најава на програмата и самите говорници кои што беа дел и дадоа изјави по однос на овие прашања, забележавме дека лидер може да биде човек во различни области. Тоа може да биде и во воени услови, во револуционерниот период на развојот на нашата држава, меѓутоа и денес наоѓаме лидери во сите области, било да станува збор за медицината, граѓанскиот сектор, бизнисот, политиката, значи секаде во сите и во микрозаедниците постојат лидери, оние личности кои што се издвојуваат малку повеќе од другите. Дали се раѓа лидер? Веројатно да, има одредени карактеристики кои што лидерите со самото раѓање го имаат одредени луѓе, она што го немаат останатите. Меѓутоа, пресудно во целата фаза на развој на една личност кон лидерството е подготвеноста, посветеноста и желбата да се изоди тој трлнив пат, да се стекнат нови вештини, квалитети кои што практично ќе прават издвојување од останатите и ќе пред се станува збор тука и за покрај вештини кои што се изучуваат во смисла на научни вештини, во смисла на работни искуства и така натаму, сепак и оние лични карактеристики кои што го прават човекот доблесен и кои што ќе го издвојат од другите, како во патот на градење на собствени интегритет и конзистентност. Тука би зборувал да го замислиме лидерството и градењето на еден лидер како едно патување во кое што е поставена веќе целта, но на тој пат потребно е да имаме желба, истреност и посветеност со тоа што покрај самите на себе ќе влијаеме и врз другите. Ќе направиме една позитивна промена не само за себе, туку и за нашата заедница. Бидејќи главниот почеток во размислувањето кај еден лидер треба да биде кај една личност која што се гради како лидер, треба да биде позитивното влијание кое што ќе го направи кај другите, бидејќи самата промена почнува во самите нас, бидејќи не треба да размислуваме за себе, туку каква промена ќе направиме и за другите, како ќе влијаеме на другите позитивно, пред се зборувам во областите како што е политиката, бизнисот, граѓанското општество, заедниците, дури и микрозаедниците на локално ниво, каква промена ќе направиме во делокругот на нашето влијание и секојдневно живење. Овде би ве прекинала за момент. Значи, нашиот народ има една изрека, би ја нарекла: подобро прв во село, отколку последен во град. Тоа значи дека оние кои што се лидери во некои микропростори, можеби не можат да бидат лидери во малку поголеми простори и обкружувања. Но вие велите дека лидерството може да се научи преку вештини. Преку кои вештини се учи? Какви се тие вештини за да се стане лидер? Така, еден лидер потребно е да поседува неколку карактеристики, листата може да биде многу долга, меѓутоа ќе се фокусираме на неколку. Една од основните карактеристики се комуникацијските вештини кои што еден лидер треба да ги има, односно да може своите визии, своите идеи да ги тесно насочи на еден разборлив јазик кон луѓето кои што се подготвени да работат на таа иста заедничка цел и незино постигнување. Тоа значи дека покрај тоа што треба тесно насочено да ги испраќа своите пораки кон оние со кои што се работуваат, така треба да биде добар слушател и да ги прима пораките и да влезе во чевлите на оние кои што соработуваат со него. Значи, лидерот не треба да биде јас ќе кажам и јас знам, туку ајде заедно сите да работиме кон одредена визија, кон одредена идеја, па што не врзува пак со една друга основна карактеристика која што треба да ја има, односно да биде човек со визија, односно визионер.
Што значи тоа? Тоа значи дека една личност која што претендира или сака да биде лидер во својата област или во своето работење, треба да има јасна визија за иднината, односно да постави еден јасен патоказ по кој што другите ќе следат и ќе земаат добри примери и ќе можат заедно да исполнуваат целта. Тоа значи дека поставувајќи јасна визија ќе ги инспирира и другите да работат и себе да се надградуваат. Понатаму една од карактеристиките што можеби треба еден лидер да ја има е носењето одлуки. Тоа е способност која што се стекнува со искуство, со тек на време, значи не е нешто што е вродено да можеш да донесеш добра одлука, туку тоа се базира и на информации, меѓутоа и чувство во кој момент каква одлука да се донесе. Така што еден добар лидер може да направи проценка која одлука ќе ја донесе врз основа на тоа кога ги процени, да речеме, краткорочните потреби и ќе направи баланс помеѓу краткорочните потреби и долгорочните цели на својата заедница, па ќе донесе вистинска одлука за нив. Понатаму, она што треба исто така да го има како квалитет е можеби една истрајност да се соочи со предизвиците, со неуспесите, бидејќи не секогаш носиме вистински одлуки, не секогаш ќе бидеме поддржани како лидери во нашата област, туку треба да се соочиме со тоа дека некогаш може и да потврдиме и да донесеме погрешна одлука, меѓутоа тоа не треба да не отстрани од нашиот пат. На лидерите им е дозволено и да погрешат. Секој кој што работи и греши, нели, тоа е исто така една наша, како да кажеме, поговорка која што ни дава оправдување и да сгрешиме кога работиме. Важно е да имаме интегритет и доблест пред се како луѓе, дури кога ќе сгрешиме да знаеме да ги поправиме нашите грешки, бидејќи довербата во лидерот се гради по однос на постапките кои што тој или таа ги презема во своето работење. И сега кога споменав преиска мали простори и поголеми простори, тука би ја замислиле Македонија како една од државите кои што се сместени на Балканов, веројатно сме меѓу најмалите држави кои што, неверојатно сигурно сме меѓу најмалите држави кои што функционираат овде, но ако се споредиме со регионот, каде сме во споредба со другите земји? Каков потенцијал имаме за создавање на лидери кај нас? Интересно прашање, навистина, иако сме мала земја, сепак и малите земји создаваат големи лидери. Значи, границите и нацијата не е пречка за создавање големи лидери, бидејќи не секогаш треба да се фокусираме на тоа. Ние сме мала земја која што има потенцијал за модернизација, реформи и развој. Сега доаѓаме во период каде што се дигитализираме, се отвараат нови полиња за развој и ние тоа треба да го искористиме, да поттикнеме нови генерации на лидери кои што ќе имаат визија како да ја развијат нашата држава. Значи имаме потенцијал, меѓутоа имаме и многу предизвици со кои што се соочуваме. И тука сметам дека не сме многу различни од регионот, барем регионот на Западен Балкан, бидејќи горе-долу ги делиме истите проблеми и предизвици. Она што нас ни е еден од основните предизвици за градење, нели, нови генерации на лидери, големи и силни лидери кои што ќе ги повлечат и направат промените во нашата држава. Еден од основните проблеми, веламе, тоа што системот потфрла, луѓето немаат доволно високо ниво на доверба во системот, имаме висок степен на корупција, имавме големи економски, политички проблеми и тектонски промени кои што значи тој транзиционен период, па потоа политички кризи кои што следат. Значи целиот тој контекст уникатен, колку што е предизвик да се создадат нови генерации на лидери, толку тие влијаат да ги направат младите пасивни, особено зборувам за младите кои што стануваат пасивни, одбиваат да се вклучат во промените во нашето општество, па тога некако па не врзува и со вториот проблем кој што би го наметнал за дискусија, а тоа е иселувањето, односно одливот на млади и квалитетни кадри, односно оние кои што не се борат да се постават во нашето општество како лидери, најчесто одлучуваат и да си заминат доколку не се претопат во масата на оние кои што се пасивни и едноставно одлучуваат да не преземат никаков чекор за да направат некаква промена. Сега, извините, ќе ве прашам, ова што го кажавте, заминуваат затоа што не сакаат да се претопат во масата. Можеме, ние, веројатно меѓу луѓето постои некакво мислење дека тие имале храброст па си заминале од овде. Може би и не е храброст. Може би е храброст да останеш овде и да пробаш да испливаш во оваа средина. Така, се согласувам потполно со вас.
како млад човек можам да го кажам тоа, дека потребно е да не се откажеме и да се бориме, да бидеме ние тие кои што ќе ги направат промените. Бидејќи некако останато е во навика кај нашите граѓани дека некој друг треба да мисли за нас, дека некој друг ќе се избори, дека некој друг не мисли добро или има кој да мисли на одредени позиции во државата, што веќе не е така, односно можеби никогаш не било така. И токму поради тоа храброст е да се остане овде во нашата држава и ние да бидеме тие генерации кои што ќе ги направат промените заедно. Тоа што значи дека јас не морам да бидам на некаква јавна функција за да направам некаква промена. Значи имавме неодамна едно искуство каде што бевме на еден мал остров во Република Хрватска, островот Крк, каде што самата заедница, за разлика од остатокот од државата, ги прави промените на локално ниво, да кажеме во поглед на одржливост, енергетска ефикасност и така натаму. Самата заедница, тоа е остров со некои 20.000 жители кои што претежно живеат од туризам, меѓутоа самите тие покренале локална иницијатива и заедно работат во поглед на подигнување на екосвеста, рециклирање на отпадот, правилно менаџирање со отпадот, создавање услови за енергетска ефикасност и така натаму. Тоа се луѓе кои што сами се нашле и се избориле во некоја, да кажеме, во самата заедница си ги нашле вистинските лидери кои што ја направиле таа промена. Тоа значи дека проблемот, односно решавањето на проблемот може да потекне во микрозаедницата и ке самите нас. Веројатно и мора да биде така. Секој од нас да се обиде, не можат сите да бидат лидери, да се разбереме, но доколку секој од нас се обиде да направи нешто поразлично од она што го правил вчера, за да придонесе за подобро утре, веројатно тоа е поидовната точка. Апсолутно се согласувам, значи поидовната точка е постојано да работиме на себе. Како ќе се вратиме на самиот почеток како што зборувавме, нели лидерот не се раѓа, туку се гради. Така тоа важи за сите останати луѓе. Не секој има амбиција ниту капацитет да се посвети целосно и да ја направи таа жртва за да биде лидер. Меѓутоа многу од луѓето можат да направат одредена промена и кај себе за подобро утре. Токму од тие причини сметам дека треба и самата држава или повеќе да се посвети во градење на капацитетите кај граѓаните, барем кај оние кои што имаат желба за себе надградување во процесот, дали тоа ќе бидат менторски програми, дали ќе станува збор за некакви платформи кои што ќе овозможат размена на идеи, создавање нели нови квалитетни кадри кои што ќе ги предводат промените во нашата држава. Реков дека ни доаѓате од Центарот за истражување и креирање политики. Во рамките на Центарот функционира и школата Мајка Тереза, школата за јавни политики. И овде во оваа школа се учат вештините на лидерство. Колку школата може да придонесе при градење на лидерство, како и на кој начин? Би рекол дека школата за јавни политики Мајка Тереза е една од ретките светли точки на крајот од тунелот во поглед на градењето на капацитети кај младите лидери, односно оние кои што планираат или сакаат да се занимаваат со јавни политики, со учество во јавните политики, со придонесување кон напредување на демократската култура и либералните вредности во нашата држава. Чинам дека ова можеби е практично некаде Центарот почнува да работи со градење на капацитети кај младите лидери во 2003 година, за во 2011 година да се ребрендира училиштето како што го носи името денес, Школа за јавни политики Мајка Тереза, и од тогаш некаде околу, помеѓу сега нема држите за збор бидејќи многу генерации се поминати, околу 300 луѓе, можеби 300 личности млади го поминале процесот на изучување на либералните вредности, јакнење на нивните капацитети, бидејќи пред се нашата школа е еден вид платформа каде што тие можат да разменуваат идеи и да ги градат своите капацитети, бидејќи имаат во самите рамки на школата работа во групи, се трудиме да донесеме еминентни имиња од секој од својата област, од политиката, од граѓанскиот сектор, од бизнисот, кои што ќе работат со нив и ќе им го пренесат своето знаење и искуство, бидејќи нашата крајна цел е да создадеме личности секој во својата област кои што ќе може да придонесе кон градење на подобри јавни политики, но не само тоа, да ги градиме и кај нив, нели, либералните вредности и демократската култура. Мене беше драго што денес успеавме да проговориме неколку минути на оваа тема, дали се раѓа или се создава лидер, ако се создава, како се создава,
Верувам дека ќе имаме можности да се видиме и во некоја следна прилика да позборуваме за вашите активности на Центарот за истражување и креирање на политики. Кристијан, ви благодарам што бевте дел од нашата емисија. Ви благодарам и вас, навистина беше задоволство да се говори новија теми и се надевам дека повторно ќе се видиме во скоро време.